После овој утрински поздрав во утринска на Телма продолжуваме повторно на терен со нашата Марија, а во продолжение на лице место таа со своите соговорници ќе ни принесе една интересна приказна која што зборува за реткиот албум на македонски народни носи од русинката Марија Малахова. Повеќе за ова ќе слушаме од нашата Марија во продолжение. Марија, добро утро и добар ден за тебе. Уште еден поздрав и последен за денеска во ова твое трето линковско вклучување. Ни носиш интересна приказна. Може да чуеме. Да, Ивана, меѓутоа таа приказна ќе оставиме всушност за идните денови во нашата утринска емисија, а во ова последно вклучување на лице место ќе говориме за фестивалот Book-Star, кој што всушност започнува денеска со почеток во 19 часот и трае се до 4 октомври. Ќе присуствуваат неколку европски автори и македонски учесници од различни генерации. Но да не должам многу, секако повеќе интересни информации од мојот гостин Жарко Којунџиски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро, добро ве најдовме. Како сте утро? Супер. Во очекување на гостите, дел од нив веќе ни пристигна и најголемиот дел од нив во текот на денот ги очекуваме во Скопје. Зошто сме токму овде, да го најавиме и централниот настан, мислам дека е најдобро за почеток, односно пред градската библиотека во Скопје. За каков централен настан станува збор? Така, точно се наоѓаме во градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје, каде што утре во 12 часот ќе се случи тој централен настан кој што го спомнавте, а тоа е книжевно читање во кое што се вклучени буквално сите странски гости, 9 на број, 9 односно 10 на број и 9 односно 10 македонски автори кои што ќе им се приклучат, така што ќе биде како некој вид книжевен дуел меѓу домашни гости. Па ќе видиме во тој книжевен дуел кој ќе условно победи или кој ќе повеќе предизвика публиката да разбуди впечатоци, мисли, чувства и така натаму. Може ли да ги напоменаме овие македонски автори, па и оние европски кои што ги напомена во најавата? Да, буквално ги вклучивме сите оние европски и македонски автори кои што моментално се најактуелни, најмодерни и донесуваат некаква свежина во однос на своето пишување, а поврзано со слоганот на фестивалот, тоа е Please do disturb, односно не ме замараш или не ме вознемирувајте. Односно тоа се автори кои што пишуваат на навистина горливи теми, значајни теми, актуелни теми за сите нас кои што живееме во различни европски земји, но горе-долу имаме слични потреби, слични проблеми, почнувајќи од добитничката на наградата Наџат Елхачми, која што пишува на некои феминистички теми, на животот на жената во конзервативни средини, како да се ослободи од тие стеги, како да се адаптира на некое помодерно или поевропско општество, потоа преку Милјенко Јерговиќ кој што ни дојде вчера вечер од Хрватска, кој што исто така секогаш е на браникот на одбраната на разумот, на рациото, кое што не секогаш го има доволно тука на Балканот, каде што ни фали малку за да влеземе во некои закрвени односи, па дури пострашни некои агенди. Потоа ни доаѓа Стефан Хертманс, тој е исклучително заедно со Амелино Томп најзначајниот жив белгиски автор во моментов. Во прикрајот на фестивалот на четврти ќе имаме и Софи Хана, авторката која што во 40 години првпат е избрана од семејството на Агата Кристи да пишува нови романи продолженија со ликот на Херкул Поаро и ликовите околу Херкул Поаро. Тоа е еден ексклузивен настан кој што ги поканувам сите ваши гледачи да присуствуваат, како и остатокот од програмата. Во рамки на македонските автори ќе ја спомнам Лидија Димковска, која што годинава има нов роман, инаку исто така добитничка на Европската награда за литература. А кога сме ке Европската награда за литература, ќе ја спомнам и Ања Мугерли од Словенија, една млада авторка чија што книга Пчелно семејство исто така има добиено таа награда во книга на неделата. Да, и таа ќе ви биде книга на неделата, да, одлично се надоврзавте. Значи, како е концептот 5 дена, еден гледач ќе има среќа да ја добие оваа прекрасна книга од Ања Мугерли и да ја запознае лично во текот на овие 3 дена, колку што е фестивалот, доколку ни се придружили во библиотеката Браќа Милодиновци или во другите локации кај што се случува фестивалот. Секако ќе има можност да добие интересна книга со интересна содржина. Сакам нешто да ве прашам и за добитничката на наградата Book-Star за 2023, Наџат Елхачми. Имено таа пишува на феминистички теми, чинам повеќето. Кои се оние книги со кои што всушност таа се истакнува?
Па пред себе ја спомнал книгата за која што ја добива наградата, по кој што е крстен и по кој што е именувана според фестивалот, Bookstar, значи тоа е главната награда што ја доделуваме на фестивалот. И ја добиваме за најзначајна книга што се објавила во превод на македонски меѓу две фестивалски изданија. Ја спомнам оваа книга бидејќи и се вика Во понеделник ќе ме сакаат. Може би сме представиле до сега на гледачите во некоја претходна емисија, но толку многу ја истакнуваме бидејќи книгата навистина носи нешто што е актуелно дури и за нас овде, бидејќи ние сме, како вика она позната мисла, истокот не отпиша, западот не запишува. Нешто слично се случува и со ликовите во оваа прекрасна и трогателна книга, така што би ги поттикнал сите гледачи да ја прочитаат книгата за да имаат да земат потпис од авторката која што ќе ни биде вечерва во Младинскиот културен центар, како што рековте, на отворањето во 19 часот. Фестивалот ќе ни го отвори и ќе ја представи, како се вика, гостинката на вашата колешка Ана Јовковска, меѓу нив и амбасадорот на Европската унија во Македонија Дејвид Гир, како и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, така што навистина подготвуваме едно специјално издание во кој што ќе има и многу регионални автори покрај овие од Европа што ги спомнавме, како Драго Гламизуна, Бранко Росик и да не заборавам и некои други. Барам за мене најинтересен дел е тоа што делот настаните, односно чинам настанот во МКЦ во Фросина, настаните ќе бидат во превод на знаковен јазик. Точно, ова е многу добро прашање, многу значајно за поширокиот аудиториум, а тоа е дека првпат на книжен фестивал во нашата држава ќе имаме 4 настани кои што ќе бидат преведувани на сцена од преведувач или толкувач на така наречениот знаковен јазик за лицата што со нарушено или воопшто оштетен слух што немаат можност да слушаат. Така што оваа инклузивност на фестивалот се надевам дека ќе ги привлече и таа категорија на луѓе кои што се наши сограѓања, кои што многу често и во овие настани што ги организираме без разлика дали се концерти, вакви промоции и така натаму не се поканети или немаат начин како да го добијат, да ја добијат информацијата која што треба и до нив да допре. Така што оваа година фестивалот, освен тоа што нуди една навистина богата и атрактивна програма, прави некоја социјален импакт, односно се труди да го подигне нивото и свесноста во општеството за некои прашања, како што рековте, со знаковниот јазик, исто така со еколошката димензија, каде што во соработка со Пакомак организираме на голема акција за подарување на книги на луѓето кои што селектираат пластика, хартија и така натаму. Така што сметам дека како општествено ангажиран фестивал не треба само да понудиме книжевна вредност, туку една поголема, порелевантна општествена вредност и го правиме тоа вклучително од ова издание на фестивалот. За крај сакам да напоменеме, мислам ги напоменавме сите локации на кои што ќе се одржи или грешам и секако сакам да прашам дали сите оние кои што се заинтересирани за оваа богата содржина можат да присуствуваат, односно дали влезот е бесплатен. Да, ние возможивме, значи буквално за сите граѓани, да инклузивност ја покажуваме на највисоко ниво. Сите граѓани кои што се заинтересирани за познаат делот од авторите, да се дружат или да ги следат богатата фестивалска програма, да бидат бесплатни. Значи вратите на локациите се широко отворени за сите гледачи и сограѓани. Меѓутоа да споменеме уште две локации, тоа е Филолошкиот факултет Блаже Коневски, кој што станува наш партнер во доделувањето на наградата за најдобар превод Драги. Денеска практично еден преднастан пред отварањето официјално на фестивалот, таму се случува доделувањето и соопштувањето на добитникот на наградата во 14 часот и Europe House, односно куќата на Европската унија која што е исто во центарот на градот, каде што ќе се случува една многу значајна дебата во склоп на проектот создадено во Европа, моќта на различноста, каде што првпат кај нас 4 странски автори, 4 нивни преведувачи ќе застанат едни спроти други, ќе дискутираат за значајноста на преводот, за моќта на преводот и за многу други нешта кои што се значени за овие прекрасни книги што се создадени од европски и македонски автори, како да ги разменат меѓу себе. Се надевам сите помине во најдобар ред од самиот почеток на овој фестивал и секако ви благодарам што бевте заедно со мене во утре. Ви благодарам и вас на поддршката на целата утринска нателма. Се надевам го пробудевме вашиот интерес токму со оваа тема, односно фестивалот Bookstar, кој што ќе се одржи токму денеска со почеток од 19 часот и ќе трае до 4 октомври, а од вклучување всушност од лице место толку за денеска и секако од утре во исто време со интересни содржини.